Пред да почнем, чекай малце. Имам уште еден момент дека. Телото видот. Сега може да почнеме. Толку беше екстремно влагањето на факултети со музика, со мечка, со луѓе, со све, кај што имавме некој период од 10-15 минути додека сватат што се случува пред да викнат обезбедување, да им поделиме флаери на цел амфитеатар и да се искочиме. Тоа го направивме на сите факултети. Се смеам, зашто гледам светилката од твојата капа, од твојата фаца мало и моја рага. Македонските фирми имаат проблем со софтвер. Односно, иронијата е дека Македонија има светски талент кој доаѓа до развивање на софтвер, но цел тој талент работи за странски клиенти поради тоа што нормално тие клиенти се спремни да платат повеќе. Тоа резултира да македонските фирми тука на велико да имаат крш софтвер и кога ќе дојде конкурентна странска фирма, им го зема уделот на пазарот во рокот на максимум 2 години. Тоа е нешто што преку MVP Masters јас сакам да го смениме, чекор по чекор, фирма по фирма. Затоа, како експерти за развивање квалитетен софтвер, брзо и во буџет, креавме пакет кој што ќе биде пристаплив за било која македонска фирма која што сака да инвестира во својот постоечки софтвер или пак да пласира нов софтвер продукт на пазарот. Како екстра шлак на тортата, нудиме 20% попуст на тој ист пакет на првата фирма што ќе аплицира користејќи го промокодот HTMFM. Може да најдете повеќе информации за понудата на нашиот вебсайт. Се гледаме. Пред 5-6 месеци ги открив бизнес мрежа. За тие што не знаете, тоа е платформа преку која што може на едноставен начин да пребарувате и да правите финансиски анализи на било која фирма на локалниот пазар. Како некој што има IT фирма, мене ми е од огромна корист можноста да го гледам перформансот и на други IT фирми тука во Македонија и да споредам како ни оди на нас, а како на нив. Друга корист што имам од бизнес мрежа е тоа што ми овозможува да најдам интересни, брзо растечки и високо профитабилни фирми и уште побитно собствениците и управителите на тие фирми. Со цел да најдам интересни гости токму за овој подкаст. Како резултат на се тоа, навистина верувам дека бизнес мрежа е платформа која што може да донесе огромна вредност за дел од гледачите на овој подкаст и затоа на нивната јубилејна 10-та година на постоење, мило ми е да го најавам нашето партнерство. Во име на тоа партнерство, заедно со нив креавме интересен пакет за сите вас, кои што сте дел од новооснована фирма не постаро од 3 години. Односно, ако спаѓате во таа категорија и отидете на линкот под ова видео и се регистрирате на бизнес мрежа, користејќи го промокодот HTMFM, вие ќе добиете 3 месеци бесплатен пристап до нивната платформа. Како што ќе забележите во сезона 2, нивото на продукција на подкастот е кренато на 100 пати во однос на сезона 1, а за тоа се одговорни инфомедија системи. Тие дојдоа и превземаат целосна одговорност за се што гледате пред камера, а и позади камера, односно секој технички детал од аудио, видео, сценографија и осветлување. Тоа мене ми овозможи да се фокусирам на тоа што е најбитно, а тоа е содржината на овој подкаст. Ако планирате да снимате било каква видео содржина и сакате професионална помош, може да ги контактирате нив преку контакт инфото што ќе најдете под ова видео. Само кажете им дека Иван ве пратил и ќе добиете 20% попуст на било какво снимање со нив. Јас можам доста самоуверено да кажам дека Brainstorm се најдобрата академија во Македонија и се на пат да станат најдобрата едукациона институција во целава држава. Тоа е затоа што тие, за разлика од другите академии и другите традиционални едукациони установи, се менаџирани и предводени како стартап. Петар, нивниот основач, гостуваше на сезона 1 од подкастот и ми даде пристап до нивните интерни процеси на работа. Тој има креиран одличен тим што ги следи сите светски трендови и како резултат на тоа, нивните академии се базирани на најбараните и најрелевантните технологии и вештини на пазарот. Тоа резултира да студентите од Brainstar излегуваат на трудовиот пазар како екстремно компетитивни кандидати, со што им овозможува доста лесно да најдат работна позиција во струката која што ја одбрале. Како резултат на се тоа, мило ми е да ги најавам Brainstar како еден од партнерите на подкастот. А во име на тоа партнерство, за првите 10 од вас што ќе одите на линкот под видеото и ќе пополните нивната форма со овој код, ќе добиете 100 евра ваучер за било која академија на Brainstar. Native Teams е платформа која што јас лично ја користам за наплаќање на услугите што ги продавам на моите интернационални клиенти. Имам пробано секоја можна платформа и силно верувам дека Native Teams е најдобрата опција. За мене, тоа што највеќе ме добие е фактот што преку нивната платформа можам да си извадам ваква дебитна картичка директно поврзана со мојот Native Teams дигитален паричник, што ми овозможува директно трошење на парите што ги имам заработено било каде. Најдоброто нешто кај овој стартап е што сега, иако се распространети во над 55 држави, тие сепак го носат гордо емблемот Made in Macedonia. А баш и поради тоа ми е од огромна чест да го најавам нашето партнерство. Во тоа име, секој кој сака да испроба нивната платформа за било кој план, ќе може да го направи истото месец дена бесплатно ако го искористи следниот промокод при регистрација. Здраво, поради големиот интерес.
Јас сум филер на Иван. Бутикол, која нема кој да викне, ми звони мене. Да. Иначе, ти си облечен од мене, моментално. А да, овој стайлинг ми е од Иван, М. вклучувајќи и капата, М. и джемперот, и саат. Од појас нагоре. Да. Денеска у која камера да интродюснувам? Денеска јас сум крив за епизода. Ќе збориме малце поише околу како прво зашто ќе збориме како би почнале, не како би почнале бизнис, туку како би го рекламирале и би ги добиле првите пари од тој бизнис. Пошто сега го имам направено со 3, 4, со кои едниот не ми изборал, пошто немаше ништо посебно. Од кои што некои имаат стигнато до значително revenue per month, per year, што и да. Значи, како парту пробеше, зборевме за идеи, сега како да ги реализирате идеја? Како да ги реализирате идеите, пошто мислам дека тоа ќе биде добро, ама ќе зборам од за ја што сум направил, од кои глупости до кои добри работи и како тоа имало импакт. Добре сме. И така, па да почнеме. Ајде. Слушај, што ми е сега на менито, може? Бас, имаше неколку интересни работи, тоест поише интересни работи што ги направивме. Тоа беше стартап, како ќе го интродюснеме, Бас. Intermix, втората компанија, тоест првата компанија за која што работев, првиот беше мој стартап. И таму бев интерн, part-time, па full-time интерн, па нешто вработен и на крај head of growth. Би ги споил тие со Instana, пошто Instana Intermix истото. Intermix беше acquired од Private Equity Fund, а Instana беше од IBM. И после тоа за Influencers Club некои од добрите работи што ги направивме. И повеќето од овие ствари се со нула кеш. Нула кеш. Да почнеме од... Кај сакаш да почнеме? Пред да почнеме. Ајде. Чекам малце. Јам уште еден момент одека. Телото видот. Сега може да почнеме. А може да менеш да не свет како, барем да свети цело време? Мислам дека не. Цело време. Он опе. Готово е, по подкастов почнавме за нас да го правиме. Океј. Ајде вака, поентата цела е дека не треба ads, дека не треба многу external help, дека дури да не знаеш, ако седнеш и почнеш да размислуваш дури со никакво искуство во маркетинг, пошто немав никакво искуство во маркетинг, дека ако седнеш да размислуваш на проблемот, дека и пробуваш решение, дека евентуално ќе го решиш. Као некако тоа ми е целата поента. И дека има работи што излегуваат на страна и што мора да бидеш aware за да ги зграбчиш некако. Што се шанси во даден период и никогаш поише. И нешто што ми требаше време да сватаме дека кога ќе се појави шансата, нема да трае цело време. Многу такви работи, тоест некои такви работи пропуштив, за кога ќе дојде а после, за да знаев дека окей, ова е тоа, го бутаме до крај. Anyway. Сакаш да почнам за бас? Ајде. Вака, бас бевме, немавме воопшто пари. Сега ќе те прашам зашо воопшто почна со бас, ама дали забегуваме за или да се фокусираме само на growth? Ама гледај, мислам дека growthот на бас беше growth од деца од што се уште на факултет, што немаат никаков кеш да го сапортнат тој growth, а треба да стигнат до юзери и окей, што би правеле, сваеш. И поентата на бас е што свативме дека е локално community и дека ако Ајде објасни го прво што беше бас. Бас беше локален анонимен Твитер за средно школа и факултет. Им даваше шанса на луѓе да се изразуваат по слободно, пошто немаше никаква, не гарантираш со ништо, немаше ни юзернейм, немаше ништо, буквално, као сите постои беа анонимни. Се смеам, зашто гледам светилката од твојата капа, од твојата фаца мала и моја рага. И ако не свати некој сериозно епизода. Бас, ако стигнеше бас до критична маса, беше многу вирално се ширеше. И прво промовиравме у Битола. И таму имавме
мисля дека имавме пари за 50 на флаери и не ги дававме флаерите. Им го дававме, ќе го прочита и да го дојдеш и им ги диваш флаерите. Знаеш пошто ни треба за другата школа. А иначе имавме исполнирано цел као план у неколку школи у Битола, искочивме у 1 сат са бајле и направивме со балони, со креди, нешто, симнете абас, нешто, не знам шо. И Битола исполнека дека е многу чист град и се што правевме од 1 до 7 са бајле, значи 6 сати, дојдоа само со цистерни и тоа и само го избриша и балоните за мене вака правише ги дупнуваше едно по едно балоните так. И не стана само флеерите. И ги дававме флеерите, им влегавме у школа, им ги дававме флеерите и пробувавме да направиме нойз за да симнат, ја симна и успеа. И после тоа кога сакавме да го направиме тоа на факултет, не работеше. И со последните 20 евра изнајмивме Маше и Медо костум. Борис го облекавме у Медо. Му дававме малце водка и го пративме на универзитет. Можеше остеш клипот, мора да го најдам негде ќе ти го покажам. Кај шо толку беше екстремно влагањето на факултети со музика, со мечка, со луѓе, со све, кај шо имавме некој период од 10-15 минути додека сватат што се случува пред да викнат обезбедување, да им поделиме флаери на цел амфитеатар и да се искочиме. И тоа го направивме на сите факултети. Успешно да. Стигнавме до, мисля дека у еден ден 18,000 юзерс од Скопје од факултетите. И после тоа пробавме после тоа усвари исто да го реплициравме у Србија. И делот сапортот у Србија беше као тоа беше првиот експеримент за ко-маркетинг, кај што отидовме по Нескафе и им кажавме као ја ако не спонзорирате чашите со кои што им даваме кафе на луѓето, ќе промовираме вас заедно со бас. И тоа беше прилично успешно и у Србија што се случи се у Србија? Откако ја симнува бас, мисля дека ја ти го имам кажувано. Може и тој прилог да ти го имам покажувано или не? Го имам на LinkedIn станено како видео. У Србија ни стигна као опомена пред тужба од професорите. Од као професорски кворум на Белград или нешто, не знам што. Дека бас била користена за да се вреѓаат ученици или не знам што и дека биле користени имиња на професори. И доле стајни имињето на професорот по математика, не знам што. И ни кажаа да избришеме бас или ќе не тужеле нас за не знам што. А немаше, пошто немавме модератори, имаше jokes, имаше шеги за професори, но немаше она hate speech, не беше као ќе губиам или нешто, пошто имавме модератори на цел контент. И речевме да не бекдаунуваме, туку на double down на Борис направи видео, као не може да ве фатат, не знаат кои сте, ве лажат само и слободно постирате за професорите пак. И овие отидоа кај РТС. И у недела, у 8 вечер, не дојдоа на РТС, као ова е апликацијата, која што, пазите мом како отида леку, значи за да не ја симнат апликацијата, кажаа дека ова е апликација која што родителите не даваат на децата да симнуваат и како апел до родителите да не даваат да симнуваат апликацијата. Брат, тоа го викаш на срби. И беа као, слушај, окей, fuck it. Не го правило. Најбоље маркетинг што може, а? Тоа беше 4000 даунлоад имавме пола сат. За бас. Тоа ги видовме, мисля гледај како све се поврзува. Тоа свативме дека социјал каналите. Тоа Гери Ви мисля дека имаше како 60, 70, 80,000 followers на Инстаграм, нешто така. Знам дека еден период имав надежда дека ќе стигнеме Гери Ви. Арли си бил значи на Гери Ви тренот, а? Доне ми го каже Гери Ви. Ја не го знаев, ама кога слушам што збореше, бев као окей, ова прави логика. И со бас свативме дека каналите у тоа време идеа од апликацијата, кога ги промовиравме социјал каналите, ни идеше многу јако. Особено Snapchat у тоа време, као канал експлодираше, ама Snapchat беше многу зафркнато за growth, пошто и сега е уште, нели, заради тоа мисля дека падна позади Instagram Stories, зашто Snapchat не можеш да додаваш луѓе така, не е лесно discovery-то на Snapchat. Мора да му го имаш бројот или да му го имаш юзернеймот. Не можеш да го најдеш иначе. И ја скрепнавме, ја земавме и скрепавме цела реклама 5
и ги додав сите 18.500 броја у именик и надавме секој што има на реклама 5 има Snapchat и почнавме да го додаваме и после свативме како ствари ти можеш да ставаш бечови од рандом генерирани броеви у именик. Секој ги бришеш. И потенцијали можеш да додадеш колку сакаш Snapchat луѓе и бевме најголемиот канал Snapchat у Македонија, као не знам колку имавме на Snapchat. И сите пари што ги заработивме од бас беа заработени само од Snapchat као канал и Instagram. Тоа уште функционира така нешто се направи? Што кажеш како growth channel го кажуваш? Глеј, заради тоа и ми беше малце мислата како би ги презентирале овие работи, пошто ова се работи што работеле во даден момент за одредена ситуација која што сме сватиле дека постои е шансата таму. Значи поише за инспирација за мајндсетот таму. Абе, зашо не би можел да најдеш корелација на нешто друго вакво сега? Можеш. Например, Viber група, не знам. Viber група, Telegram канал. со Ивана. Вау, чекај, цело време нешто околу промоција ми е. Со Ивана имаше снимено курс за Kinetics, што и даде да го користи Гага она само. Курс йога 5 видеа, нешто така беа као. И кажав као, абе, стај ги Гага, кажи дека се, ама стај ги на Gumroad и кажи дека се Гага, ама да го стават мейлот и бројот. И демек вреди толку, може да го земете Гага и го зема Гага и сите броеви што ја симна, како 450 луѓе и дојде во Viber група и сега ги има како комјунити што и доаѓаат на приватни часови повеќето од таму. Нешто што уште не видам дека многу од фитнес луѓето го прават у Македонија. Абе, стои малце. Нема, ако зборам само за маркетинг, нема може да се убациш. Абе, ја можам се убацам, само пак ја кажам, не сум експерт, ама за можам многу. Например, јас сега сакам да се убацам на тоа што кажа тебе дека ќе тужиле, ја исто ќе ме тужа мене од HBO Adria која продавав, исто ја таму маркетирав и продавав гледање премиера на Game of Thrones. И ја го распродав цело кино. Ми баш кажа за тоа. Да. И? Знаеш, кога размислувам сега, увек кога сум имал ја потреба да распродавам нешто и да маркетирам, сум успешно го направил тоа. И тука може поише ја би се вратил може чекора назад на од кај доаѓа тоа. Зашто ја мислам дека прво треба почнеш со причината и со целта и после транаеш каналот и начинот на кој што ќе го продадеш или маркетираш тоа. Епа, така сваќаме, на пример, сега вработуваме growth човек. Веќе кузен колку време вработуваме growth човек. И брат доаѓаат со јас сум работел growth, ти дали маркетинг, дали како сакаш можеш да крстиш на LinkedIn што си работел. И прашуваш типката што како би го решила проблемов. Landing page optimization, Google Ads. Добро. Како би го решила овој проблем? Landing page optimization, Google Ads. А што работиш ти сега моментално? Landing page optimization, Google Ads. Ти си као, па не си growth човек, туку си. Епа тоа сакам да кажам, затоа што ја на пример не се сеќавам како маркетинг експерт, ама ја на пример се што сум сакал да продам, сум продал. Еве и подкастов е пример за тоа. Ја немам спонзори месец дена. Како не спонзори? Прво треба да имаш рич, треба да имаш публика некоја, треба да изградиш прво публика. Не можеш да монетизираш 100 followers. Да, не можеш да монетизираш подкаст со 100. Не е ни бројот на followers поише. Тоа исто така не е ни толку битно. Ти колку followers имаш? Каде? Би имам ја релативно окей за овој пад. Брат, колку followers имаш на Instagram? 9200. Сваѓаш, као пред да ме банираат, ја имав 6900. Да, или 6700. Ама добро, ама и rate of growth е битно, кој ја нема в Instagram долани. Ама не, само ти кажам дека не можеш да имаш до толку многу. Се слагам со тебе, ама кога не можеш да немаш ништо. Не можеш да дојдеш да кажеш ја имам 100 прегледи на епизода, да спонзорираме, кога сваќаш. Тоа е број 1, ама да се слагам, значи ја мојот најголем аргумент не беше дека сум најгледан, нели у Македонија, туку дека уствари сум најгледан во нишката каде што е релевантна за тие фирми што ги пристапив дека би биле потенцијално спонзори. И еве с плейбукот кој беше, дека ја уствари идентификував која ми е публиката, идентификував кои фирми се заинтересирани да би се рекламирале пред таа публика, направив категорија на одредени спонзори, реков окей за да максимизирам нели заработка
по епизода, ќе ми требаат повеќе, мислам би требало да имам повеќе од еден спонзор. За да имам повеќе од еден спонзор, тие фирми не требаат конкуренти, значи не треба да им пречи спонзора дека се исто се рекламира со спонзор Б. И требаше да одлучам, окей, кои се тие фирми кои што би имале интерес да се рекламираат на мојот подкаст, иако можеби ја немам 100.000 прегледи, ама имам неколку илјади прегледи за лонг формат, за шорт формат имав и многу и тоа ми беше добар аргумент, тоа ми беше малку и левреч дека ја имав премногу прегледи на преку шорт формат. Ама не за публиката, да речеме нека ми околу 10 до 20 луѓе што ја гледаат подкастот, која е таа фирма која што е заинтересирана за таа публика. И идентификував за да го идентификувам тоа, треба да идентификувам публиката. Окей, публиката е составена од луѓе што сакаат да сменат кариера, да се преквалификуваат, студенти кои што сега ќе почнат своја кариера, wannabe предприемачи или реализирани предприемачи и окей, тогаш ајде да ги идентификувам фирмите кои што имаат интерес да се рекламираат пред таа публика. За преквалификација, за луѓе што сакаат да сменат кариера, академија. Им пристапив на неколку академии и Brainstar испана еден од спонзорите. За предприемачи пристапив на бизнес мрежа, кој што беше огнено дека нели гостини, супер помина подкастот. Нивната платформа нуди супер алатка за предприемачи и затоа и они дојдоа како да бидат спонзори. Третата беше зашто имав исто и фриленсери и предприемачи, нели начин на складирање и примање пари од странство, окей, финансиска институција, банка или не знам што. Испана Native Teams тука. И на крај четврта категорија ќе беше IT фирма која што сака да рекрутира, значи студенти или инженери што ме следат, дека сака да биде како employer branding да прави. За тоа изненадливо ја мислев дека ќе најам не најдов и на крај испана дека окей, супер ќе се рекламирам тогаш MVP Masters мојата фирма. Така да win-win. Ама и шо окей, ги идентификував тие фирми, за сите тие фирми направив pitch deck од 15 слайда. И идентификував кои ќе бидат тие, кои се тие фирми ствари, отворив као Google Sheet, направив според категорија, почнав да ги листам преку Sales навигаторот на LinkedIn, ги најдов кој ќе биде контакт лица и испадна околу 200 и нешто, помеѓу 200-300 луѓе да ги контактираш, што ти знаеш у Outreach дека тоа не е многу. И тргнав ја прво да го автоматизирам преку еден пријател што има LinkedIn Outreach фирма. Реков, знаеш, ќе платам 500 евра, нека ги прави. Почна првиот ден да контактират и после сватив ова треба да биде персонализирано, бидејќи прво ја си го продам мојот имидж, сите тие што сакаат ме знаат и чудно е да го автоматизирам Outreach програмата на 200 луѓе, зашто знаеш дека 200 луѓе не е ништо, не треба да автоматизираш на 200 луѓе. И после првиот направи 5 Outreach, се видов дека они скоро уште одма вратија тие луѓе, зашто им пристапив, значи од 5 луѓе што Outreach на првиот ден, тројца им вратија одма и овие не има реплајнато. И бев као дечки као I'll handle it. Да, fuck it, да. I'll handle it. Reply rate, јаке. Да, и мануелно Outreach-нав 200 луѓе. Смешно беше што сега пред 2 дена од Тутунска ми врати. Боле пишете на маркетинг пред 2 дена. Мене некој продавме со Борис Instagram Growth алатката, ни вратија после и другарка една што знам, брат, ни врати после 3,5 години на име. Да, и очигледно имаше голема дискрепенција помеѓу некои фирми беа fuck off, некои не реплајна. Не беа fuck off, беа gentle fuck off, беа културно fuck off, не сме заинтересирани, некои не реплајна, ама имаше доста и некои што беа заинтересирани, имаше sales calls, запознавање, pitch ваму таму и ги најав спонзорите што ги најдов. Интересно беше преговарањето за сумата. Се преценив на почеток со колку барав од сега Борис ми кажуваш. од спонзорство, ама и тоа беше процес на исто на мислам дека на преговарање наоѓање на сумата. И да, интересно беше целиот концепт. Знаеш, у целиот овој момент интересно е што некако имав огромна самодоволја дека ќе ги нам тие спонзори, кога зборевме нели некој време, мислам дека уште првата сезона зборевме, мислам дека на вториот пат кога дојде. Као ми беше многу едноставен патернот или јасен патернот. Да, јасно ти беше и публиката и кој све би платил и све тоа. Глед, ама треба овдека многу полука треба да излезе од контент креатори што у Македонија особено што мислам многу ретко пичуваат они. Као само чекаат да им дојат бренд дилс. Знаеш колку ретко се пичуваат луѓе сами себе у контент creation геймот, многу ретко. Да, и тоа и мислам дека она класика
Имаш убава фраза, не ми текна како се вика, ама као price dumping си пратени на други, каде што онака буквално и тоа беше тоа го поштувам Стефан што го кажа, тој се слагам дека така треба биде, дека треба да се кажува не на одредени работи, бидејќи јако пристапав со одредени од потенцијални спонзори, беа изненадени од сумите. Да, првото беше ептен висока, ама после кога ја спуштив, кога пак им беше превисока таа сума, зашто се навикнати да работат со контент креатори за многу помалци. Да, бе те споредуваат, аме добро, глед. Supply and demand, тоа е, да, окей, можеш да кренеш цена, поентата е колку вредиш стварно. Да, ја имав таа привилегија дека не заработам и не зависам од подкастов, ја бев као take it or leave it. Да, брат, ама не знам, ја сум Brainster, мислам Brainster супер што е спонзор, као преак фице. Ја сум Brainster те си имам сам готов. Да. Као нема тоа е. Таа е публиката. И иначе само затворам нова се чисто и да биде и као конкретни бројка да има, значи зашто пак кон почина кон спонзорите не можеме да кажам конкретни бројки, ама можеме да кажам ренч од 2 до 4000 евра дека као подкастот сам по себе се прави. Нормално има ефорт, има се ова што го гледат, имаме full time editor, и моето време, ама пак као што се смееш? Се смеам за ефортот. Што не ми враќаш на WhatsApp за темите, ама тамо. Као јас искрено секој Али за елката и за ова аутфитот. Не, елката, јас сум аутфит, елката не е мој инпут. И неонскиот знак што ни падна што скрши и не работи 2 епизоди. Да? Да. Има 300 тракатанци глупости со тоа. Ама да, сакав тоа да го направам како шаблон и чисто година дена после подкастов, и како сега self-sustaining и profitable и како некој, јас стварно не го правам full time, сум стварно дренинг зашто имам 300 други одговорности и ја искрено имам existential crisis секој 2 недели со подкастов и сакам ти јам кажувам на тебе, планирам да го прекинам, ама не прекинам бидејќи стварно сметам дека кажува за лајкој. Не, ама стварно лайк коментар зима да не прекине. Да, молам подржете ме хеда само Ристо ми коментира за лоши аутфити, не знам што. Саки ќе коментира капит. Да, бе, молам позитивни коментари, малце да се добивам онака. Не се зафркавам стварно верувам у дека вредност креирам и ти што доаѓаш дека и од тебе голема инвестиција бидејќи знам и тебе како ти скеџулот, така да брат, ја мајка ми не гледам, колку ти знаеш. Ама добро. Но треба искрено да излечат полука многу македонски креатори за тоа, пошто треба да се дигне свеста на нив дека значат нешто и плюс дека можат и сами да се продаваат себе си, пошто некако не се навикнати да се продаваат и тоа не треба да биде така. Треба да се продаваат сами себе си, пошто реално ти си се продал, не си чекал да ти дојдат спонзори, туку си се продал. Точно. Ама и треба да си in touch со работите и со трендот. Да продолжам само нешто со бас, па ќе продолжиме и убацувај се вака, пошто тоа е целата поента. Еј, фала брат. Ама не, целата поента у смисла на ја немам маркетинг искуство, брат. Ја завршив на Финки, програмирав Android. Као сите овие ствари беа born out of necessity, кај што си морал да ги направиш тие ствари. Ама исто така и битно е да ги следиш трендовите на светот и кај сакаш да биде. Мислам дека во Македонија тоа го правиме најлошо на цел свет. Јас зашо мисля дека стара, извини, иначе пробам да угасам за оставам ова да не се гаси. Пробам да изгасам некои апликации, па што меню баров е најлош, ама добро. Нема врска, fuck it. Мисля дека Македонија сме најлоши, па што не ги следиме трендовите, па што немаме потребата да ги следиме трендовите. Као никој не мора да оперира јако со маркетинг, па што сме мала држава, кога ќе се чуе, ќе каже некој нешто на некого и така натака. И малце е така. Не малце, уопште не сум задоволен, као многу малце фирми има што прават. Ние почнавме со бас инфлуенсер маркетинг, јас жими се не знам кој правеше инфлуенсер маркетинг. Као Гери Ви збореше тоаш за инфлуенсери. Бевме кај да пробаме. И едно девојче од Србија го контактиравме, што знаевме дека ни е юзер. И типката имаше као тогаш 126,000 followers, што тогаш беше премногу, брат. Тигам Гери Ви имаше 70-80, као премногу followers. Колку е пост? 20 евра. И го гледаш тој leverage point. И седиш, брат, и викаш, чега малце, 20 евра е пост. И онака, се сликаше као, стварно добри слики со апликацијата, со све. И бев као, окей, ова е лудници. И тоа беше првото као, колку сум бил така, наивен.
Знам тоа гледавме и бев као, ајде да правиме нешто со инфлуенсери, као ова е лудници, ова мора да е следниот тренд на маркетинг и све тоа. И видов една инфлуенсер агенција и бев као, знаеш ја прават више факет. И за после 4 години 5 да завршам го правам тоа. Али тоа е валја данок на неискуство. Не знаење. Да, и почнавме ние да бидеме инфлуенсери и така да не плаќаат и почнавме да плаќаме инфлуенсери пошто видовме дека арбитражата на колку пари ќе даеш со вниманието што го има е многу неискористена таму, многу потценета и многу лесна. Мисля дека сега таков канал е LinkedIn, например. Сега тоа би го поврзал скрос. Ја не знам, македонци нема, има многу малце на LinkedIn. Нема на Twitter македонци, на LinkedIn има. Брат, може да има, ја не викам дека нема, ама ја гледам енгејџментот на моите постови, као ја првото видео што го постирав на LinkedIn, рандом, као 10 работи што ги сгрешив или што ги грешат или не знам што, имаше као 500 лајка и не знам колку рич тоа. Моментот е што на македонски беше на англиски? На македонски. На македонски беше 500 лајка. Мислам дека има македонци на LinkedIn, очигледно што ми си имал 500 лајка на македонски пост, само нема многу има конзумери, нема креатори. Тоа ми беше поентата под нема македонци. А мислев као нема, извини, не сакам да го дефинирам као македонци. LinkedIn моментално според мене, LinkedIn е местото кај што Instagram е oversaturated, као претешко е да успееш на Instagram. Стварно е претешко. Остаеш од YouTube видеата и например подкастот ти генерира Instagram followers, тоа е супер. Ама тебе главниот growth канал ти е најверојатно YouTube и контентот што го правиш на YouTube и можеби shorts така као формат. Не, ја мислам дека Instagram мене ми гази, ама Не, тебе ти гази Instagram, ама ти гази shorts од вајда. Да, ама тоа ми Instagram ме така. Да, Така неам long form контентот, да, ќе ми биде различно, како потешко ќе биде различно, ама тој short form контент е многу огромен leverage исто така. И тоа се надврзува на growth и маркетинг, бидејќи ја бев исто свесен. Ја бев прв што го правев тоа и сега има некој што го следа тоа, за Македонија никој не го правеше. Тоа ја го видов тоа дека работи, го копирав и буквално бев како окей, буквално сите најголеми контент креатори од Mr. Beast до не знам кои што имаат подкасти, тие најголемите подкастери викаат и прават дека треба постираш еднаш на ден шорт форматот подкаст. Океј, ја ќе го правам тоа. На full time editor и го правев тоа и буквално као имам сите го имаат видео на подкастов на шорт форма, ама видеата ги немаат видео на сите лонг формат. И тоа е нешто исто така кога што го примени. Ама тоа е трендот, така. Да. Као пред да воведат Reels на Instagram, и тргни ги, ако сега ги тргнеш Reelsот, Instagram е многу тешко да растеш, со тоа што сега сега се форсираат Reels на Instagram. И е многу слагам дека LinkedIn е полесно да растеш ако не си баш креатор, зашто пак ја кажам ти не можеш секој да прави подкаст и да прави шорт формат и да го прави тие таква продукција. Ама тоа е убавината, брат, нема еден канал кој што работи, кој има многу канали што ако знаеш како да ги искористиш ќе бидат супер. LinkedIn е одлично, кога LinkedIn можеш да коментираш на луѓе што ти се на сите можеш да коментираш, на луѓе што се битни за бизнисот можеш да седиш да им даш тотфул коментари, да седиш цел ден само тоа да го правиш. Можеш и преку Sales навигатор ги знаеш и правите луѓе да се поврзаш со нив и после да им коментираш и да пробаш да изградиш репутација. Мене LinkedIn ми има генерирано кој знае колку. Ама тој моментот, да, за LinkedIn е многу најболе за нетворкинг баш за тоа. Не за дека ќе растеш, ја мислам дека пак можеш да растеш на секоја платформа моментално. Абе, зависи ти можеш. Ама се за ако сваракам, окей, пак мислам зависи што дебатирам. Значи како ја дебатирам growth channels моментално. За бизнис, да. За бизнис, B2B бизнис. За B2B, за B2C е Reels очигледно тоест да, Reels работат општо. Мислам дека моментално нешто што ние тоа не мора да следиме било каква агенда. Нас моментално ја ти го имам кажувано со Ави. Мислам ти си го видел, ти ме праша кој е човеков што ја промовира волку. Там ти рекол дека некој ти традио фирмата. Тешка болна тема. Да, болна тема. B2B инфлуенсери, како што B2C инфлуенсери не беа искористени пред 4-5 години, сега B2B инфлуенсери не се искористени. Ама не знам тој дали е како викаш кој инфлуенсер тој или тој мене ми е поише како афилијат конектор, не знам како го викаш. Абе, како дефинираш инфлуенсер? Човек со многу фоловерс и лајкови? Некој што има по зборот инфлуенс, не знам, ако има инфлуенс. Па како нема инфлуенс, брат? Како
Дефинитивно. Ја ќе ти кажам според пайплајнот што го имаме. Ави нима генерирано. Значи контекст за тие што нели немаат поим кој ави ги нормално го немаат, као Да, значи поентата е дека мислам дека као growth channel, ја пиши го number 5 е моментално B2B инфлуенсери. Number 5 шо. Немам појма кој growth channel спомнавме. Reels, shorts, нешто зборевме. Number 5 growth channel е B2B инфлуенсери како underutilized нешто моментално. Јас затоа ти викам, најди си некој што ќе го споиш така со еве дај му equity ако треба, ама да стане Да бе, да. co-founder со тебе. За B2C бизниси, стои, имаме за B2C бизниси кои сме више кај тоа. Им даваат equity на креатори што го имаат и Што збориш, добра идеја. се смееме за Шиван ми пичува овакви идеи цело време. Ја го правам тоа моментално, имам снимано видео од Андре треба го едитира и го пуштам на контент креатор утре. Добро? Зашто? Зашто имаат публиката, не има дистрибуцијата. Со B2C. Им даваш equity и се твој маркетинг канал перманентно. Да, ама тоа е многу, мислам, тоа е скроз мислам тој е интересен, ама многу специфичен бизнис модел. Ама да. А има таква Genflow, таа агенција гази. Тоа го прават они. Да бе, за мацки ни беа клиенти. Genflow. Мене ми е многу интересна оваа тема затоа што Контент креатори? во Македонија конкретно. Мислам, ја општо да јас сум ептен инвестиран индивидуално, ама и сакам и да го водам до негде бизнисов со контент креатори на светско ниво. И ама и локално се искусив као контент креатор, нели, како е да бидеш од другата страна или да продуцираш контент и да пробаш да фак ми тоа ја кажам capture value. Добро, кажи го, ајде. Не знам како на македонски. Мене ќе ме хейтаат у секој случај. И интересна динамика и проблемен, зашто јас стварно го пристапив во исто кој што го водам бизнисот, го пристапив предприемнички, мислам дека тоа ми беше предноста мене. Сваќаш, ја го пристапив кога решаваш проблеми, креираш продуктот е ова што е пред камерава, назад е се оперативниот дел кој што буквално имам зборено многу за оверинжениринг, мислам дека направив многу сезона 2 и отвори тоа многу проблеми. Ама секој пат проблеми зашто сум навикан како предприемач, тоа е предприемачи решаваме проблеми, тоа ни е лајфстайл, тоа ни е day to day life и кога секогаш кога е проблем испадна го решавам, проблем испадна го решавам и интересно е таа слогалка да решиш кога ќе продуцирам контент што ја го правам чисто за кейф, како сега да го монетизирам да биде барем self-sustaining, бидејќи јас година дена или колку беше, не помина 9 цела година, ама ја бев од дупка временски, моја инвестиција, моја опрема плаќав, едитор плаќав од рака пред да правиме пари и кога бев као ќе ајде да го направиме self-sustaining и тоа ми беше као некој момент кај што ми е интересна таа тема на и стварно ни треба контент, кога немаме квалитетен контент од држава. И затоа мислам дека и успешен беше подкастот и ќе беше малку брето фрешер. Немаме контент од држава, тоа е глеј, немам многу да кажам на тема. Мислам, имам многу да кажам на тема со специфични примери, ама као пошто е како да ги добиеш првите customers, тоест првите. Као на пример јас треба некогаш да го викнам и Борис да дојде, зашто Борис исто Борис Сторис, као сеш огромен контент креатор беше оно дека, да, ама никад не сакаш да монетизираш, ама пошто не му требаше на Борис да го монетизира тоа. Као никад нема да се спореди што би монетизирал он, ефортот со неговото време потрошено Influencers Club и монетизацијата таму. Он тоа го направи пред Influencers Club, така. Па не баш беше го Борис Сторис. го градевме in паралел би кажал. Аха. Така нешто, он беше усвари на бас с Гази, кога го земавме. Он ми беше најдобриот хаер на бас. И му е еден од тројца на хаер. Али он с Гази тоаш ти викам ги свативме вредноста на инфлуенсери, свативме вредноста на контент, на што све може да направат социјалните канали у value. Ние бевме исто брат, ние го монетизиравме Snapchat каналот. Као можеби сме уште единствените што монетизирале Snapchat канал у Македонија, као тоа беше, не знам. Али за први корисници, окей, за бас имаме нешто. За Intermix, што е скроз сега B2B бизнис, пошто не е толку shiny и fancy, али Intermix е компанија што која што работев, нели, практикант, па стигнав до Head of Growth позиција и после тоа екзитна на private equity. Пропа на бас, да. Пропа на бас, ти се префрли у Сан Франциско како практикант, од CEO практикант и од CEO практикант и од практикант прво партен практикант, па фултайм практикант, па нешто рандом маркетинг и на крај го водев гроутот на Intermix.
Имавме две работи, тоест мислам дека две работи што ги направивме многу добро. Првата беше Events, пошто свативме дека софтверот што го продававме беше прилично скап. Луѓето требаше да видат како експерти во тој проблем решавање. Тоа беше перформанс на Amazon Redshift као data warehouse, што е скроз ниш. И продававме софтвер што у моментот кога ќе ти крашне Redshift, немаш тул, немаш никаков visibility на зашо кластерот е down. И Amazon го нема направено тоа. И мислам дека се уште се многу лоши тоа, заради тоа и Snowflake гази, ама нема врска. И бевме како, окей, како рекламираш солуција што луѓето бараат само кога имаат проблем. И прво беше едукација дека постои таква солуција. Почнавме да организираме евенти у Сан Франциско. Ја ги носев луѓето од тука да купат карта што беше $900 за да дојдат на евентот. И тоа ми го фрлија прву рака, као ни треба 20 луѓе да купат карта од по $900. Ја тоа за мене беше тоа неверојатно, како шиткаш карта за евент што кошта $900. Што уствари маркетинг за тебе. И пробав све по список пробував, што знаев, а не бев маркетер тогаш, као само пробував рандом ствари. Outreach, пробав да им пишував, ја купи Facebook профил од женско, се стави дека работам data engineer, пробав така да им продавам, значи глупости правев. И не ми беше јасно зашо од се што правев, никој нема купено ништо. И се враќав на кај дома од Брос, пошто Брос работев често, и си кажам, чекај малце, зашо луѓе би дале $900 за да се едуцираат за нешто кое што реално фирмата треба да плати да ги едуцира. И им напишавме писмо, дали го видов тоа, појма им напишавме писмо ние, зашо да го пратат на нивниот менаџер, зашо они треба да го посетат тоа. И дојдоа 7 компании со по 2-3 енжинери, значи го overselnавме евентот, и генериравме close to 30k у revenue за компанијата, и плюс, мислам дека ако беа 7 компании, 6 завршија да бидат customers на крај на Intermix. Преако. И тоа е многу добра стратегија, ги имам видено аплицирано на многу места. Која? Као темплейт имейл прати го на твојот менаџер, као еве ти за плата на company expense да доеш ти на овој семинар. Да. Ама ја не го сватив тоа, што ја бев многу мал, бев early, скроз ти викам практикант бев, ја немав појма, ама пробуваш се иши се лупаш главата зашо луѓе зашо никој неќе да купи, пошто ја носев трафик, само никој неќе да купи. И после свативме дека со Google Ads продававме, ама да не го збориме тоа, пошто Google Ads е тешко да го скелнеш, ако ќе успеат, пошто кога го бараат луѓето, пошто intent based, кога го бараат луѓето решението на проблемот, реално ќе ги фатиш. Не, тоа мислам дека перфектно го кепчер на тоа супер first time acquisition channel као семинар. Евентите? Да, семинарот кај што го праќаш на company expense и после ги конвертираш во клиент. Ама и не мора ни да биде така, може и дури фри да го направиш. Може фри. Они не знам зашо сакаат туку да биде картата, ваља пошто сакаат да покажат авторитет дека го има и тоа. level of commitment исто така, преквалификација. И комитментот и да, ама ти викам кога више ќе се покажеш како експерт, многу е полесно да ги затвориш луѓето. И друго нешто што направивме со Intermix беше гледавме, пошто беа highly specific компаниите што вработуваа за Redshift и го скрепавме, имавме кролер што секој ден или 2 пати на ден или така нешто го скрепаше Indeed.com као најголем огласник за работа. Не знам зашо кај нас кај нас тоа колку е underutilized. Го скрепаше Indeed.com и ги вадеше сите работи кои што инволвираа у експертиз да бидат Amazon Redshift. Ја зимавме компанијата ги стававме у Sales Navigator и после со едно скрап и још, исто не кошташе ништо. Ги земавме мейловите и правевме almost, не стигнав да биде 100% автоматизиран, ама беше прилично автоматизиран outbound на компании што бараат Amazon Redshift инженери. И тоа исто се покажа како многу јако и така, усвари, тоа стигнаа да не ги носат првите customers на Intermix, што беа стварно high ticket. И ова не е нешто, и заради тоа сакам да го зборам, пошто не е нешто за кој што ја не бев у Америка, тогаш немав отидено, јас се што правев од тука, целиот
целата продажба беше генерирана од овдека. Така ги добивме првите кастомери со Intermix. Преако е тоа. Рече не е искористено тоа тука, како би искористил таа стратегија тука и зашо? Брат, не знам за шо све не би ја искористил, не знам, као многу е она специфика ако продаваш нешто, например сега Таму наоѓаш, идентификуваш buying intent уствари, технички. Па да, buying intent е, сваќаш као и ти можеш например за агенцијата да го автоматизираш тоа на некој огласник. Например, барам да вработам, тоа сега го прават искрено вајда многу на LinkedIn кога ќе видат job ad, као ајде. Да, редошен тежок. Да, редошен. Ама и тоа е убавината на имање ниш, ова е малку off topic, ама тоа е те ниш вие што се продавале. Па не е off topic, не, ја мислам дека гледај, тоа е клучот, да, е off topic е малце, ама клучот, ја мислам дека Influencers Club е successful, успешно, Influencers Club е успешно само пошто жими се, брат, као некои ствари се, бевме позиционирани некако на пазар, знаевме дека за creators и све тоа сме, ама пак кога го имаш притисокот, кога луѓето доаѓаат и те прашуваат, а зашто ти не си боле од дека компетитор, што ти реално не го сметаш за компетитор, ама чекаш да се оправдаш. И го гледав Питер Тил на YC, има едно видео Competition is for losers. Да, motherfucker, тој браво, ама не врска. И као седам и собирам Живко и кој да беше у селс тимот таму. Бев као, ако ве прашаат и се уште тоа, ако ве прашаат competition, како сте боли од вашиот competition, Немаме competition. Као тие сега ни се customers, сега е многу motherfucker move, што тие што ги споредуваат за competition, сега ни се customers, ама си као не ни се competition, као ние сме скрос ова другово, што ти реално си решил дека си, само пошто се диференцираш од другите. Често да пробам, мислам, со Intermix тоа беше тоа. Што беше многу јако. Да. Не, преако е тоа. Слободно збори, ја не обрнав внимание на ова. Не, размислувам, сметам дека зашто тоа е најголем дефицитет што ја го идентификувам во мојата компанија, тоа што ние немаме ниш. Наивно мислев дека MVP е ниш, не е. Не е, секоја software development агенција ќе каже дека исто гради MVPs. И тоа брутално го открив последните неколку месеци. Да. Да. И мислам дека ако би му кажала некој да почне нешто, би му кажала да почне ниш прво да најде. Брат, нема подобро тоа. Тоа е да, многу темплейт адвайс, ама да. Ама реално е. А како ги доби првите клиенти ти беа вакво? Саш да продолжам зборам за клиентите на Instana што се продаде за 350 милиони. Не, може правиме цик-цак. Значи за агенција тоа е интересно, знаеш, кога продаваш комодитет, ја мислам дека стварно software development 2024 е комодитет. Секој може да ти го продаде тоа, сега дали ќе го екзекутира квалитетно. Тоа ми свиеше прв пат кога правевме, вече беше свесен, down to earth за кај си, шо си. Да, self-aware. Да, King. Не, стварно, за King, не претерувам. Добро, принц. Still ascending. Не дека не можеш да правиш пари од продавање комодитет, мислам 90%, не сум го извоив од ГСО статистика, ама има бизниси што продаваат комодитет. Преако е да продаваш уникатен, да си ниш пазар и да кажеш и да имам competition, која е појак бизнис, зашто е полесно за продавање. Ама нема везе, значи има многу и software development агенција кои се мешко примери, има многу успешни. Иако сум фатил, сум испрашувал луѓе што имаат успешни агенции, how the fuck do you acquire customers, како растеш, немаат директно одговор, туку е се organic, referrals и така натака, и тоа е исто погумно, зашто ајде реплицирај го тоа, така. Па тоа е поентата зашто мислам дека темите се добри за разглобување, пошто многу често тој е одговоре и многу често луѓе што се состојба на AI ќе правам нешто, се као, окей, ама како да почнам, знаеш, како ќе реплицирам како некој успел. Да. Како ние го направивме првиот клиент. Јас пред агенцијата направив платформа се викаше getout.mk, што беше како агрегатор за мести настани во Скопје. И свати дека нема настани. Имаше некој настани, ги скрепав со Python crawler од Facebook, ги позиционирав на бољи интерфейс не кажи.
Зашо? А тоа не е легално? Фак, чекај. Не. Не, чекај, ми вреди Instagram акаунтот, please don't. Не. И после не ги скрепавме, туку на рачно ги стававме секој ден. Да. Тоа е легално рачно се издава. Ако идеш кај на Influencers Club и кликнеш Our Data, ние се рачно взимаме. Да, ето, ја рачно ги Милиони правев. податоци. И исто ставивме на интересните локали, викам ставивме, ја го правев тоа се рачно, немаше никој друг. Разни категории за интересни активности, која ставив laser tag, paintball. Да не навлагам многу таа идејата. Во таа идеја, ја пуштив 2019 влегов во Силус акселератор. Funny story. Нормално. Да, и мавнах корона тогаш, by the way. Место, ова е платформа за мести и настани, мавнах корона. Чега, па ти не си почнал одамна, или короната одамна беше? Па одамна више. Короната 2019-2020, тоа више 3-4 години. Вау. Пред 4. И тоа сватив дека нема чаре у платформа за мести и настани, посебно у корона, посебно у Македонија, и го баталив и почнавме да работиме на втора платформа. Тоа беше мојот бас, кај што ја ќе правам нешто што видов во странство, во дека ја ќе правев Uber за Македонија. Дури отидов интервјуирав таксисти и се. Почнавме да куцаме код кај другарчки беше, нели, кофаундер тогаш за такси апликацијата. И тотално рандом тогаш кога беше се затворено, видов, пак ја мислам дека едно од предноси што ги имам како предпримач и силна страна ми е приметувам патерни и дупки и не знам маркетот или нешто opportunities. И тогаш видов дека ништо не работи. И видов дека кликни јади газа тогаш. Само они работеа, нормално, зашто кога се е затворено, они прават food delivery, ресторани нема инвестирано тогаш food delivery ресурси, као кликни јади газа. Ми имаат best year of their life. Ама нивната платформа беше shit. И ја бев не знам зашто никогаш не планирав агенција дека ќе ја увек бев продукт. И затоа бев прв продукт направив, па работев на втор продукт, ама рано ми текна не знам го видов тоа како opportunity, бев знаеш дека им пишам на кликни ја mail cold, као basically мислам корисник сум на вашата веб страна, на вашата услуга, на вашата услуга на вашата веб страна, ама вашиот вебсайт е shit и ние може боле го направиме. Им дав пример дека ние сме некоја, нели, се поставив кога ние дека сме тим, еве го примерот од getout.com што ја го направив 2-3 недели, ама пак беше боле од нивното што беше како. И не добив ништо повратно после недела 2. Направив cold call после follow-up. By the way, мейлот беше така, како малце беше поекстезивен. Ја увек тоа сум го приметил, јас сум многу ги персонализирам. Ја не можам да правам outreach, него имам тој скил, кај што имейл кампања at scale правам, туку повише наоѓам тоа што реков патерни или потенцијални и персонализирано правам outreach. И направив екстензивен, дури направив како actually некој mock-up дизајн, сим ги пуштив кај вака би го имплементирал. Shit беа, by the way, не бев добар дизајнер, ама го ставив тој, тоа беше вајда некој level екстра commitment. Го пуштив мейлот, не добив ништо follow-up и телефонскиот број што го имаат они за customer support, ако не ти стигна рачка или нешто не е окей, ја звонев на тој број и им реков како by the way, мейл ви пуштив до вашиот менаџер за потенцијално партнерство, дали можеме поврзате со менаџерот. И ме поврзаа и им кажав by the way, ви пуштив мейл дали имате видео, немаме видео, што од кај мейл вам тоа објаснив што и окей, тоа беше повикот, го виделе мейлот и баш се погодило на што јас сега го знам, тајмингот, што кога продаваш комодитет, као software development, ептене тајмингот е битен. Да. И они тогаш имале најболја година од својот живот, као кешфлоу тече, сваќаат дека им е shit платформата, и барале баш тогаш некој да им го развие софтверот за редизајн и редевелопмент. И добив... Кој ти беа прв клиент? Кликни јади, да. Не знаеш приказно? Јас знат. И ми пишуваат назад, ми звони, се сеќам кај бев, буквално. Сега бев као на Илинденска, на тротоара идав кај војна болница. Ми звони телефонов, гледам од непознат број, ми звони и ми вика заинтересиран сме да нема митинг кај вас у канцеларија. Кај нас у канцеларија ние не постоиме, као ја и уште еден другар правиме. Знаеш канцеларија. Правиме би боле од тоа, правиме каже го Uber за Скопје од кај него дома, као сега. И вика кај вас у канцеларија дојме да видиме. Топ, окей, може. И сум као, кога? Па утре, утре, добро, каде? Ќе ви кажам каде, да ќе се пријавам за тоа. И тогаш случајно бев на акселераторон, инкубаторон, како се вика, акселераторон Уким, ако знаеш си бил?
Не сум бил го знал. Не сум бил. Кај тоа е као у анексот на Електро. Знам кај е. За тие што не знаат, анексот на Електро е таму и кога баш случајно текот на моето студирање на Финки се поврзав со директорот таму Александар Стамболиев и бев у преакселаторска програма на некоја баш за Get Out, што беше таа платформата, бев у преакселаторска програма као чисто као за инкубирање, не знам што. И имав оке контакт со него, му викам дали може Александар да дојам кај тебе во канцеларија да глумиме дека наша е канцеларијата, ти излези напише кафе и имаме таму митинг. Прошерај малце. Да. Вика, окей, може. Топ. И викаме дојте овдека ваму и кажуваме кај дојат, канцеларијата, топ. Кога сваѓаш кој изгледаме како сериозни. И доаѓаат тука цела делегација и ги пречекуваме ние као фенси и викам ова коворкинг сме моментално им викам дека не ги работиме, ги реновираме канцелариите им викам. И седнуваме и као ајде сега да пичуваме зашо ние ствари да го развиваме ова. Зашо ние да го превземеме и тогаш им поврзав вие логистика имате доставувачи, ние градиме се Uber за Скопје, као имаме работено со таксисти, имаме таму нема веза. Правевме фронтенд за апликација да не стигнавме до логистика делот. Исто со маркетплейс за локали настани од Get Out, но како имаме искуство, вамо таму, добро, окей, поминавме, бев конфидент, продавав, булшитав и после тоа што полно направиме. Знаеш, многу ми е интересно овие моменти кои ги размислам назад кога се враќам, тоа беше пред 3 години, брат. Да бе, стварно, ти нов си ова, бе. Јас сум многу нов у тоа, ама исто така колку сум се осеќам колку имам пораснал, колку ја тој човек и сега сум тотално различен. Као од нивото, левелот, као сваќаш, зашто тогаш кога искочивме, ја понудат, ја не знам што му понудам. Значи дебатиравме со другарот тогаш, Илчо, што ми е кофаундер, што беше кофаундер за Uber апликацијата и почнавме со него агенцијава и третиот кофаундер Наум. Тогаш Наум не ни беше уприказната. Дебатиравме колку да им наплатиме, дали 500 евра од човек или ја бев кога нема шанси 500 евра од човек. Зашто бевме кога тројца луѓе ќе наплатиме 1500 евра месечно за software development. Мислам, тоа е комедија тоа. За тие што го знаат, кажи го Пазаров, мислам, тоа е лудило. И бевме кога не, нема шанси 500 евра, 1000 евра од човек, потоа не идам. Им пушти фактура од мислам понудата беше од 3000 евра за на месечно ниво. И дека ние ќе им го работиме, тој, by the way, тој сегаш развива software development платформа кога кликни ајде да изградиш, кој мислам тоа е лудило, значи квот и после знам, брат. Тоа е пола милион минимум квот. Брат, Виктор им наплати нени што беа компетитор на кликни ајде, го праша истото, ти си бил боли у квотирање, истото го праша него. И ој ги квотна 300 евра за Android апликација кој кликни ајде, сирот ја праша, не знаеш колку време праша. Ама тоаш 300 евра се брат. Да, па не знам, и тогаш бевме као ја му викам не 1000 евра, викам сигурно ќе ги прифатат, брат, 1000 евра идеме мушки. И наплативме 1000 евра за тројца и тоа беше фактурата што и така почна агенцијата кај што буквално 3000 евра имавме инкам. Се сеќам кога дојде првата наплата и тоа денари дојде и као така не знам колку беше околу со ДДВ со 200.000 денари нешто така и као влагам у банка и кога легнат се парите и ова ми вика имате една сметка 200.000 денари. Колку имаме? Кажи ми пак. Погласно, кажи ми пак 200.000 денари. Вика може ли го напишеш таму и го пише на пост-it note, вика да, па 200.000. Као луда е тоа. Абе лета пердуви од гова, бе. Да, и така ни беше како го добивме да првиот клиент ние за агенција. Да преминам на Инстана. Ајде. Кај што ја не бев, ама бев кога се шитна на IBM за 350 милиони. Па тоа што релевантно за првиот кастомер? Па мислам дека е релевантно за првиот кастомер, пошто јас сум импресиониран од growth и сега сакам да знам зашто. И сега да видам дали тоа го реплицирале понатака како пораснала компанијата, како станала у тој спејс и така. И колку е глупо да звучи, пошто не е некоја кузна каква приказна. Првиот кастомер го добиле на рандом демо од софтвер што не постоел и cold calling на луѓе што сметале дека работат со New Relic или со Datadog или што и да е. Не е импресивно, ама баш заради тоа сакам да го спомнам, пошто е кратко, а не е импресивно. За на крај компанијата се продае 350 милиони на IBM, кај што почнале со софтвер што не бил направен, демонстрирале ништо, прототип што не бил поврзан со никаков кластер, ништо не се случувало. И cold calling на луѓе што ги молеле буквално да дојдат на демо, онака
going hard само и нема не е хак, не е ништо импресивно, не е како продавале, туку е као од таму после градат Salesforce што стига до тој екзит. Дечкото на фаундерот на компанијата е србин што после живеел у Германија и после завршува живеел у Сан Франциско. И сега има као град у Германија. Сојаш као не вакво. Кажи ми за Influencers Club, тоа е најинтересно. Со Influencers Club имаш кој ти е прв клиент, го знам, кој го имаш? Да, бе, французин го памтам уште. Гледај, со Influencers Club беше цело време раскажам приказнава на колси, заради тоа си викам, леја, сум ми раскажал 100 пати, а усвари не знам ли сум ми раскажал 100 пати. Со Influencers Club видов дека има Instagram email finder како keyword, дека беше со трафик heavy, од SEMrush што го покажувавме, може било како да го најдеш тоа. И напишав Medium блогпост, пробувајќи да искористам домен репутацијата на Medium за да се рангирам побрзо, пошто кога земеш веб страна, ти треба куизна колку време дека Google те смета за авторитет и Google да каже, окей, сега ќе рангирам Иван со MVP Masters веб страната, како прилично е тешко да дојдеш до тоа ниво. И бев као, окей, ајде да пробаме со Medium, да искористиме домен репутацијата на Medium, ќе го оптимизирам keywordот на Instagram Email Finder, напишав блогпост и после тоа дали не ми текнува или имаше Quora answer над тој keyword, или ја го поставив questionот на Quora, извини, не answer, question, или ја го поставив прашањето на Quora со тој keyword и после ја го одговорив со линк до мојот артикл и направив уште неколку Quora акаунти, си го апвотнав сам и после тоа почна се рангираат, почна прво да се рангира Quora questionот, па низ мојот answer почна да се рангира и Medium артиклот и у првата година од бизнисот нас не држеше еден артикл, што не беше ни на нашата страна и беше на Quora. И уште Quora као channel се уште ни носи многу кастомер само пошто одговаравме прашања што се релевантни на Ама одговорот беше за нашиот бизнис. Дојдете кај нас да ви помогнеме со тоа. Па не, одговорот беше thoughtful, као вака така ова случува, за поиш информации, као како ние го правиме тоа, дојдете кај нас на страна. И сега уште од Quora. Чекај, Instagram Scraper, Email Finder. Email Finder, извини. Као тоа го правевте или прво беше го видат гепа, па после рече дај видиме дали ќе дојде, па ќе откриеме како ќе правиме тоа. Глеј, јас сметав дека дејтата е valuable што имаме. Ми текна уште на беше бруцошка на Електро и јако видов што се е publicly available и можеш да го собереш буквално као да ти го пребарам хенделот на Google, можеш да собереш многу информации од search rankings буквално. И тоаш бев као, окей, ова е не можев да замислам свет у кој што овие информации немаше да бидат користени од компании. Едноставно не можев да замислам. И вечерта кога Борис ми го кажа тоа, го зборавме, се хајпнавме, отидов на бруцашка на Финки и бев као, ја ќе направам као милионски бизнис. Нема шанси да не. Као нема шанси да не направам милионски бизнис, пошто ова е нема шанси, ова цврсто бев убеден дека нема шанси на некој да не му требало. И така почна Influencers Club и почнавме да го градиме со Epten SEO и после тоа го фативме LinkedIn. И тоа го фативме LinkedIn и целите стадиуми на LinkedIn, кај што прво го growth hackнавме до негде, кај што имаше опции да пушташ многу connection requests, па ги тргаш тие connection requests, па правиш на LinkedIn automation. Не пичував, ама се поврзував и пичував со релевантни луѓе и после само ги тргаш тие што не та сепнале и од таму доаѓаат клиенти. И после тоа како стигнавме до некоја репутација, па што на почеток чекај малце назад на првиот клиент. Па првиот клиент дојде од артиклот. Ама како беше процесот на тоа преговарање, продавање? Првиот клиент беше као сеевме у Дева, не пуштаа да работиме таму и Борис ме тераше да јадеме бургери. Ја бев као не морам да ставам форма на Medium, пошто Medium артиклов имаше по 7-8 милијади views per month и долу имаше као пишете ни на b@influencersclub, нешто така беше мейлот на Борис. И никој немаше пишано. Ја бев као
не може од 7000 луѓе месечно никој да не го интересирал. И идејата ми беше, окей, дај да го оптимизираме за конверзија и ќе ставам форма. Ама на Medium е многу тешко да ембедираш форма. Имаш еден тул што го дозволува тоа. Стај форма, се симнав, јадев бургери со Борис, станавме утре дента, имавме прв као sign up и ја ги сакам мелоје. И беше еден французин што организираше конференција у Париз. После 3 дена имавме као 30 луѓе што оставиле мејл, од кои што еден беше daniel@brightswimmer.com. Дечко дое и не сакаше, и првиот ордер ни беше $30. Јав као, не знам како да му наплатам, ова ќе те кошта $30. Беше као, окей. А што беше тоа што го продаде? За $30. Он бараше инфлуенсери, бараше француски entrepreneurs што го следат, како си кажеш, Гранд Кардон или нешто така. Добро. Тоа бараше. Не знам зашто французи, ама. У Франција му беше конференцијата. И Борис не знаевме како да извадиме французи. Глупавме, нешто рандом беше. Беше квалитетно тоа што му давте или не булши беше? Не беше. Беше квалитетно. Окей. Беше квалитетно, гледа, бар $30 плати. Да, со $30. Да, и после дојде овој и он како добиеше customer тој швеѓанецот. И швеѓанецот беше како сакам женски со толку и толку followers, сите што ги имавте. Сите што ги имате. Бев како, what? Сите што ги имаме? Беше како, да. Викам, ајде ти продавам, како, не, да кажем, лупам глупости, поименам, 20,000 за 2,500. Може. Брат, со Борис пуштање Arab Money, фрлаш тоа, така го ше гем клиповите на телефон. Дечко префрла $2,500 на PayPal, ја мислам дека сум го освоил светот. И знам сев до 3 саца бајле, чекав да ми врати, па го снема. Па викам леја да не плати, не знам шо, и се врати пак и вика сакам уште 20,000. Ја му викам, и ми вика имаш ли попуст? Му викам имаме 2,000 сега. Ајде 2,000 и ја гледам куки у Тајланд. Готово, ке идеме у Тајланд све. И ветувам на другари како готово ке идеме у Тајланд и све тоа. И после тоа него искрено научивме многу, пошто он беше усерија уште еден. Он како ги собираше првите кастомер с него. Првите единствените, он скел на бизнис со купачи до 2,5 милиони, мислам дека правеше годишно. Со нашата дата. Он взимаше микроинфлуенсери, девојки, и ми викаше како ќе ви ги дам на некој, зависи од follower каунтот, но некој викаше ќе ви ги дам купачи гага. Некој викаше ќе ви дам купачи за 80% оф, некои такви ствари, да, стварно. И вие го имате кодот афилиет и не само што го има афилиет кодот, туку некој од нив си ги плаќа купачите. Као свеш многу голем дел од нив си ги плаќа купачите и плюс ги промовира. И тоа беше огромен viral growth. Што беше бројката на фоловер што бараш одда? Не го интересираше свеш. Ако ти имаш 1000 followers, он не мислам дека бараше како преку 1000 followers. Не, затоа што претпоставам нема тоа да пали за него што има многу followers што може да монетизира на друг начин. Да. Па ти вика micro-influencers бараш. Па затоа као мисля дека кепот до каде беше? До 50,000 ви кажа дека беше, така нешто. До 50,000 беше. И дечкото беше 17 години. 17 години искочил од средно и решил да прави Brightswimmer, купи стан на мајка му, си купи стан он со една ствар што нашол дека работи. Тоа е тоа. Арбитражата ја нашол. Да. И после тоа, чекај, да се вратиме само уште малку на LinkedIn. И после тоа Ептен го почнавме да го утилизираме покрај SEO, почнавме Ептен да се фокусираме на LinkedIn како компанија. Да се поврзуваме со релевантни луѓе, да коментираме на релевантни луѓе, да почнуваме малце да стануваме авторитет у просторот и мене се уште не ми се верува дека дечки од Македонија се creator economy, едни од најпознатите фаци у creator economy, свеш. Идемо у Лос Анџелес на конференција, не знаат 3/4 од конференцијата. Сега правевме, ти беше на евентот у Лисабон, имаше Кире, многу се смеев. Мислам, смешно беше и гордо и смешно беше. Презентација имаше стајано Джим Лаудербек 2022, демек без нас кој организира, и као 10 души и со нас кој организира, 40 и нешто души доени таму на евентот. И сите може да го реплицираат тоа. Колку нема човек у Македонија што не може да го реплицира тоа, не постои. Ако се замара доволно да прави контент и да коментира и да прави ствари на LinkedIn. LinkedIn профил да направи секој? Не LinkedIn профил, да бидеш као
активен, да, добро, окей, не може секој. Добро, окей, не може секој, да. Управа си, има видно многу fails на LinkedIn. Ама да, окей, не може секој, ама е многу неискористен канал според мене, особено сега. Не само за LinkedIn, сам општо ја те оставив тоа поише као примери што ги дававме колку 4 или 5, као ја мислев дека се фатив дека секој може да го направи толку Македонија и што Не. Океј, добро. Океј. Зашто ја не мислам дека би ги кажа нешто што го приметив што ја така ми работи мозокот, очигледно не им работи така на многу луѓе мозокот, тоа е кога си брейнстормал, кога си немал никакво искуство, кога си бил практикант у Intermix. Стекнала, не знам, нешто ќе си купил фейк женски профил за некоја што усвари си мислел дека ќе ја видат дека била, зашто знаеш, ја истото го имам, например, размислов еве јас сум со агенција некој, кога да изгледам посериозно да ја направам фейк профили employee со 30, да вместо агенција од 10 да имам 40, фаќаш. И сега го дав тоа, го аутсорснав на пробав да валидирам вработив еден практикант што ќе требаше биде како growth позиција. И му реков направи го ова. Еве ти направи го тоа. Кога направи 30 фейк акаунти на LinkedIn. И почна. И направи 1, направи 2, направи 3, направи 4. На петиот го блокира, го примети LinkedIn дека тоа го прави, од исти IP креира нови акаунти, ги блокира и усвари сите тие 5 што ги направи од тогаш, му ги тргна, му ги банира. И буквално ми пише само Иван не може ова, ми го блокира, ме блокира. На првиот чекор се откажува и не може. И сега почнам да брейнстормам, кога го правам, мислам, чекај, не. Океј, не може, ама може, кога среди го. И не го среди, а ја например почнам да размислам, зашто ми вика ми бара телефон. Јас сум океј, и кидам припеј картички ќе земам. Аме жими се, тоа си го мислев доаѓање со тротинет доаѓав. Тоа си го мислев, си викам, океј, која е разликата измеѓу, пошто се мислев да збориме за growth ствари, која е разликата измеѓу зашо јас сум успел во некои ствари, зашо некој не успел, и мислам дека разликата е само кај што многу често, ако не ти прават во корот, у сршта, работите логика, ја не ги прифаќам за точни, брат. Не може да ми кажеш дека не може, пошто LinkedIn ме блокираше. Пробали се, дали проба се. Ми бара телефон, најдели телефон. Дали вага, дали ова, дали као милион ствари кај што треба стварно, ако нешто мислам дека е добра идеја, треба не знам да е физички невозможно, за кажам окей, ќе се откажам од ова, нема да го правам. Екзакт. И тука само малку длабоко, мислам филозофски интересна тема мене ми е тоа као зашо ја ти така размислувам, зашо не размислуват повеќе луѓе така. Колку и да тапшање на грб си звучи, ама као сме го збореле ова. Јас стварно не мислам дека сме заслужни лично за ништо, брат. Така сме се родили, брат. Да, така си се родил, брат. Значи ти си добро, ама можеш да идентификуваш паттерни кај што те довеле или мислиш дека у ДНК-та нема ништо у растењето? Ја не можам да идентификувам ништо. Не можам. Малце микродоза на аутизам. Малце зборавме за тоа. Микродоза, да, тоа стотка микродоза на аутизам. Али добро, окей. Така сме ги добиле ние првите customers. Така? Знаеш колку интересни. Чекај се, ова беше фул аутистичен момент пак од тебе, ја смени темата? Ја мислев ќе думаме на тоа. Ќе филозофираме? Јас сакам да филозофирам. Сакам ја да филозофирам, ама сакам и value да донесам. У смисла, сакам да почнат луѓе ова, брат. Сакам да седат и да кажат, гледав, видов дека си успел со мајкроинфлуенсери. Имаме тоа. Ја пробав со мајкроинфлуенсери. Сам за мајкроинфлуенсери. Направив, ама зашо не изградивме бизнис што генерираше, ти кажав. Ама не мора без мајкроинфлуенсери, мора само да пробаат. Ама да пробаат што? Пошто рачунај дека ја го слушав Гери Виза, а пробам со инфлуенсери. Билош. Например, прочев многу добар коментар, го споделив само со социјални медиуми, и мислам дека тоа е целата поинта на подкастот што го правиме. Вика, одлична епизода, одличен концепт на емисијата, во многу наврати сум размислувал за неколку од овие бизнес идеи и мислам дека се охрабрив со тоа што го изгледав овој подкаст. Доколку отворам нешто слично, обавезно ќе ви известам, затоа што делумично вие ќе бидете заслужени за тоа. Делумично сме кофаундери. Да. Кои ти бараме. Мислам, тоа е целата поинта, не знам, не може што поише од тоа може да постигнеме ние. Тоа е целата поинта на подкастот. Па гледај, вака се, може малце практично. Барем ја, пошто стварно сакам некој дел практично да видам.
мислам дека има премногу шанса моментално во персонализација at scale. AI-то дозволува огромна персонализација at scale. Као огромна персонализација at scale. Тоа е оксиморон според мене. Шо? Персонализација at scale. Брат, Може да дали правиш е оксиморон или не? фейк персонализација на scale, ама не е персонализирано. Ама и ти си правил фейк LinkedIn акаунти. Се едно. Шо има врска? Ама не е персонализирано тоа, не знам. За мене е персонализирано да мисля дека е персонализирано, шо? Па тато ти викам фейк персонализирано, ако спегаш. Да, Тоа не е персонализирано. Бра, ако го читаш мейлот и ти изгледа дека е напишан за Иван, кај што ти вика, ти го гледав последното видео, се согласувам со идејата за Uber за Македонија дека не ја бива, јас пробав такво нешто, не успеав. Еве ти го пичот, ке мислиш ли дека тоа е AI? Пошто ја може да ти покажам стац, кај што ние имавме луѓе претходниве 2 години што персонализираа мейлови by hand, имаш на профил ги персонализираш мейловите све. Моментално 6,6 мислам дека е reply rate на персонализирани луѓе од мейлови, 7,6 на персонализирани од AI. Кај што го праќаме транскрипт од видеата, и му викаме генерира персонализација, мислам не знам сега промптот кој е и тренинг датата што е од нас. Транскрипт од кој видео? Од на контент креаторот, свеш. Ама пак има manual labor тука. Не. Ти го земам каналот, го земам транскриптот, ги ставам у нашиот промпт, генерира персонализација, ја вметнувам мейл. Транскриптот скао го вадиш? Апито има на YouTube, апито ги дава транскриптот. Имате го автоматизирано? Да, нормално. Okay. Тоа само ти кажам, кога мисля дека нешко кажа, шанса е тоа. GPT apps што ги релисна, тоа е шанса на не знам, свеш. И сега имаме, стварно верувам дека као луѓе туку у Македонија ти се нуди шанса што претходно на никој од твоите родители не им се нудила, тебе ти се нуди. Тие има шанса да слободен интернетот, никој не те спречува, имаме free access до интернет, земи искористи ги. Инфлуенсери уште мислам дека се underutilized. Стварно мислам дека се. Цените што ги наплаќаат македонските јутубери, Стефан може да збори дека сака поише пари да зима. Ама реално ако тоа е маркет рейтот и ти можеш да земеш инфлуенсери што ги промовираат продуктот, тоа ќе искористи ги тие инфлуенсери за бизнис. Океј, да, јас се согласувам, зимајте поише, така као. Океј тоа, ама инфлуенсери мислам се дека не се искористени. Зборавме милион пати за контент колку не е искористен. LinkedIn се уште мислам дека у светот не е искористен као канал. Top of my head. Сега почнеме да правиме програматик landing pages. В принцип со помош на AI и датата што ја имаме, генерираме многу landing pages за одредени ниш keywords at scale. Што значи многу? Многу значи стотици. Имаш 100 различни лендинг пејџови за тип на услуга од Influencers Club. Имаме 500. Ки имаме 1000. Има знам страни мода што има 3000. Фазон Influencers Club за кукинг во Франција? Извини, најди инфлуенсери што се кукинг за Франција. Например, search query-то е што има мал search volume, search query-то е топ cooking или baking influencers in Paris. И така правиш ин сегде. И у секој тип на категорија. У секој ниш, у секој топ, дали е јутубер, дали е она. Тоа е мощно. И знаеш колку нима порасна трафикот од тоа? Кога трафикот нима експлодирано, само пошто имаме датата, го имаме промптот, знаеме како да ги генерираме страните at scale. Тоа само по себе е easy peasy lemon squeezy. Абе, ќе опрашаме Кире дали е easy peasy и тама раш ги работат, ама и дулер. Али е шанса, сваѓаш, е шанса. И сега да имаш продукт што се фокусира на толку многу ниш работи и го гледаш ова програматикот, си као, окей, ќе го правам јао. И големи брендови не се доволно способни да доволно брзо да се прилагодат на маркетот и на огромните промени што следат, особено огромните промени што следат со AI. Јас стварно верувам дека као technology age-от е смислувањето на компјутер, интернет, мобилен со интернет и AI. Као тоа е, не знам. Side projects.
Ого, за тебе како агенција, мисля дека тие се Како е поврзано ова со finding your first customers? со I guess. Епа, Што како дефинираш? Мислиш интернални projects, internal не. products, нешто така? Не бе нека mini products што Internal products. се easy to build, easy to launch, а го таргетираат Lead magnets. истиот пазар. Како lead magnets. Као lead magnets на еве например SEO-wise. Ето, супер, среќа што ми потсети. SEO-wise, сватив нека пишуваме блогови и Никој не ги чита. не иде работа, брат. Као ја пред 3 месеци паднав понеделник беше, знам, останав до 11 у канцеларија, па што down the rabbit hole што се случува, зашо главниот канал не ни перформира како што треба. И седнавме со Кире, не знам како да го дефинирам тоа. Не се расправавме, него Се тепавте. не се тепавме, ама Го тепаше ти, не? ама и свативме дека имаме компетиторс што имаме усвари блог постои, има компетиторс што имаат еден тул што ги пробива и ние имаме многу блог постои на кои што можеме да направиме, да изградиме мали тулс кои ќе завршат работата. И тие мали тулс не може да ги најдеш нигде. SEO-wise нас тоа ни се покажа како преуспешно. Findcreators.io е shit tool, видете го. Findcreators.io е катастрофа. Знам, го имам. Знаеш ли колку лидови носи? Као ти го покажав трафикот преска, као 2000 посети има. Ама добро, требаше после 2,5 години. Ама тој беше целта. Свеш. Ќе го направиме, ќе го ланчнеме и ќе чекаме да му дое времето. И му доаѓа времето на Find Creators. И сега ќе преработуваме тоа да биде кој што треба, ама пак е side project што успеал нас да ни донесе многу вели и тогаш не носеше многу. И дури со 400 посети кога не беше со 2000, пак ни носеше вели, па што беше таргетиран до лидовите што треба да биде таргетиран. Ти кажав Unsplash е такво, као има милион такви growth приказни што се не знам, мене ми се инспирирачки. Така можеш да направиш ствари што се овдека и што се добри. Со нула кеш. Нула. Овдека. Па овдека, да. Тако доаѓа до софтвер, нема никаков лимит дека. Што сме? И маркетинг, и дистрибјушн и све. Треба сме пример дека нема никаков лимит. А нема никаков лимит. Не ме заебај, брат, си успел да монетизираш подкаст од 2 до 4,000 у една година. Као, what? Снимаме 2,5 сати за нешто што мислам дека ќе биде на крај после 40 минути. И може би нема да го објавиме. Може да го објавиме. Да се објави, да се ставам гомна ја. Фала за што не толериравте епизодава. Да. Фала што не толериравте епизодава. 12 вечера. Ајде се гледа. Ај пос.